Шефот на Врховниот суд Јова Вангеловски ја доби поканата за распит во обвинителството во својство на сведок, дознава 1 ТВ. Самиот судија ја потврди информацијата за нашата телевизија, но тој не сакаше да открие кој ден ќе ја даде изјавата во обвинителството. Вангеловски ќе одговара на прашањата на двајцата јавни обвинители околу електронското распоредување на судските предмети. Интересно е што судијата Владимир Панчевски, чиј што увид накме системите во Кривичен се вршеше за периодот кога тој беше председател на судот, до вчера попладне не добил покана за распит во Скопското обвинителство. Тој тврди дека не знае во кое својство би бил испрашуван и оти немал никаква комуникација со обвинителството за електронското распоредување на судските предмети. Ниту тогашниот ВД председател на Скопска единица Стојан Черибарев, ниту поранешната шефица на Кривичен Лидија Неделкова не добиле покана. Како што веќе 1 ТВ објави, еден од повиканите во обвинителството е осомничен, преостанатите пак меѓу кои судии, информатичари и административци се повикани во својство на сведоци. Лани во декември Министерството за правда откако преку работната група ги провери акме системите во Кривичниот, Апелацискиот и во Врховниот суд, извештаот со забележаните нерегуларности ги достави до обвинителството СЈ и до Судскиот совет. Во Советот се очекува седница која што неколку пати беше одложувана, но досега извештаот беше разгледуван зад затворени врати. Сепак, засега ставот е дека не забележале нерегуларности. Разговарав со членовите на таа комисија и очекувам до крајот на септември исто конечен извештај да достават, затоа што прелиминарно нешто го информираа, тоа е јавноста и јас се информирав како председател на Судскиот совет, да завршат со нивниот извештај и со прегледот што поскоро, затоа што нормално со оглед на целата помпа која што во јавноста се направи е од интерес на јавноста. Во извештајот за акме системите меѓу другото се наведе дека во Кривичен 860 предмети не биле доделени на судија. Скопското обвинителство веќе обезбедило докази од Судскиот совет СЈ и од Кривичниот суд. Неофицијално укажува дека во Скопска единица имало пракса предмети да се делат на рака наместо електронски, по парав на тогашниот председател на судот на подобните судии.